Едномесечната летна авантура на каменичанецот со црвено Ферари, вредно околу 200.000 евра, скапо ќе ги очини 25-годишниот ТЦ, кој во потрага по подобар живот заменил на работа во Швајцарија. Момчето во рамките на своите интелектуални способности скроило добар план да се покаже пред девојките и сите други во македонска каменица со автомобилот од соништата, но не пресметало дека технологијата е толку напредна што дури и до земјата на шупливото сирење и чоколадите, Ферарито може да се лоцира во мала каменица. Приказната е едноставна. Го земал возилото по основ на рента-кар, договор од изнајмувач во Швајцарија, со дозвола да го вози во оваа и уште две соседни земји. Но кој таму го познава ТЦ? Затоа нагазил на педалот за газ и правец Источна Македонија во родната македонска каменица. Тука другари, другарки, роднини, соседи може да гледаат, да завидуваат, да цркнат од мака и да се чудат. Поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело за тајување, секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против 25-годишно лице од македонска каменица. Имено пријавениот на 31 јули годинава изнајмил на користење од компанија во Швајцарија патничко моторно возило Ферари и со компанијата склучил договор на користење на возилото од 31 јули до 10 август годинава за управување во државите Германија, Швајцарија и Австрија. Но спротивно на договорот и во определениот законски рок со кој што бил склучен договорот, пријавениот дошол со возилото во Македонија и го управувал на територијата на државата. Со наведеното кривично дело, пријавениот противправно го присвоил на користење патничкото моторно возило Ферари, а на компанијата и причинил штета во висина од над 70.000 евра. Црвеното Ферари во текот на август и септември беше забележано и низ Кочанските улици, па помладите кочанчанки застануваа го гледаа на поминување и се чудеа кој е срекникот што издвоил околу 200.000 евра за овој луксус. Но се што е убаво кратко трае. Фирмата која рентакар го издала Ферарито преку GPS го лоцирала дека е во македонска каменица, пријавила во македонската полиција и сонот на ТЦ завршил. Го разбудила кривична пријава која подолг период ќе го држи без сон, бидејќи познавачите на законот во оваа сфера велат дека го следува обештетување за користење на возилото, плюс казнени пенали за непочитување на договорот и други оштети, кои сигурно ќе надминат 70.000 евра. Освен тоа, никој не знае какви се други санкции кон каменичанецот ќе преземе швајцарската полиција и адвокати со оглед на строгите законски регулативи во оваа земја.